Еве за сите вас, па и за оние кои може би не знаат зошто треба да се крстат, еве неколку совети, неколку информации, неколку библиски текстови ќе прочитаме од Библијата зошто крштевањето е важно. Дали ние адвентистите сме го тоа измислиле, па ете така ни е кеф и да ги крштеваме луѓето. Во првото Евангелие од Библијата, во 3 глава, го наоѓаме првото водено крштевање во Новиот Завет. И овде во 3 глава, во Евангелието според Матеја, еве го првиот човек кој дал вистински пример кој треба ние денеска да го следиме, а тоа е самиот Исус Христос. 3 глава од Евангелието според Матеја, од 13 стих. Тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан. А тоа не бил мал простор. Исус поминал неколку десетици километри од Галилеја до реката Јордан при Јована, за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејќи: јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене. Исус сега еве што му одговара. Позволи го сета тоа, зашто така ни прилега да исполниме сета правда. Браќи и сестри, драги христијани, Исус ни дал пример кој треба и ние денеска да го следиме. Исус бил безгрешен, Исус немал грев, а го сторил во името на сите грешници и на тебе и на мене, тој чин да ни покаже пример кој треба ние денеска да го следиме. Колку ни е повеќе потребно нам, грешниците, овој свет чин на крштевање. При крајот на својата земна служба, Исус дава една многу важна порака. Јас би рекол заповед. После од оние 10, знаете, правила, 10 заповеди, меѓутоа Исус дава на своите ученици, а денеска сме сите ние негови ученици, порака или заповед, и еве што вели. Матеј 28, последните два текста. 19 и 20. Така одејќи, направите ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Преку крштевањето, драги мои, ние стануваме во заедница, ние стануваме членови во едно големо светско семејство, стануваме следбеници на Исуса Христа. Преку крштевањето ние исповедаме и нашата вера. И сега, дали е доволно да имаме вера за да се крстиме? Тоа е основа, тоа е база, но не е доволно да веруваш. Библијата вели дека еден човечки Божи непријател верува, како се вика? Сатанат и ѓаволот верува, но таа вера нема да му помогне во неговото спасење. Знаеме, сатанат е посебна приказна. Тој е изгубен. Колку да се кае веќе нема. За него небото е затворено. Вратата е заклучена. Овде текстот вели дека во Дела на апостолите во 8 глава следниот стих. Значи, одиме во Дела 8 глава 12 стих и видиме еден настан за еден човек кој исто така го сторил овој важен чекор во својот христијански живот. 8:12. Дела на апостолите, значи одиме во Дела на апостолите, 8 глава, стихот е 12. А кога му поверува на Филипа, кој го проповедаше Евангелието за Божето царство и за името на Исуса Христа, се крштева мажите и жените. Често пати библиските писатели тоа го нагласуваат. Мажи и жени. Никаде не пишува дека деца биле крштевани. Едно дете мало не знае, нито е свесно, нито е одговорно за своите постапки. И затоа верниците на христијанската адвентистичка црква не крштаваат мали деца. Зошто никаде тоа не го пишува во Библијата. Овде вели, Лука тоа го запишал, вели се крштева мажи и жени. Они кои ќе поверуват, они кои ќе донесат одлука и таа одлука да ја спроведат во својот живот. Верата и крштевањето, драги присутни, е многу важна.
Важни се тие два чекори кои треба да ги направиме. Значи да имаме вера и да се крстиме. Дали е потребно сега ние кои сме возрастни, а се уште не сме го тоа сториле, да го сториме што побрзо, зашто нашиот живот е несигурен. Ние планиравме овде да бидеме со недели. Ете, се оствари. Меѓутоа, во меѓувреме знам некои почина. Не се помеѓу нас живите. Воопшто зборувам, не од оваа црква. Значи, животот е несигурен. А оној непријателот човечки постојано ни шепоти и вели, има време, кој ќе пораснеш, кој ќе влезеш во пензија, односно кој ќе се вработиш, па да дочекаш внучиња. И така постојано тоа скалело се поместува нагоре и на крајот ќе слушнеме жалосна вест дека тој или таа починали. Затоа денеска, ако поверуваме, да го сториме и овој чекор кој Бог го бара од нас. Еве тоа да го потврдиме со библиски текст. Марко 16:16 вака вели. 16 глава, 16 стих. Кој ќе поверува и се крсти. Овде не застанува текстот. Кој ќе поверува и готово е. Туку и кој ќе се крсти, овде вели, ќе биде спасен. Сакаш ли да бидеш спасен? Сакаме ли да бидеме спасени? Дали сакаме да бидеме во на големо мноштво, кај што на чело ќе стои Исус, зашто бил крстен и ни дал пример. Иако тој бил без грев, ние се крштеваме затоа што сме грешни, да не и водено опере водата, но и внатрешно Духот Свети постои повеќе видови на крштевање. Освен воденото, постои крштевање со дух и со оган. Може би сега нема време да ги објасниме тие поимови што значи крштевање со дух. Крштевањето со дух е кога ние дознаваме, тоа Бог го бара од нас. Кога Духот работи и полека ги оставаме нашите пороци, кои сме ги стекнале, наследиле и во животот ги спроведуваме, а не се според волјата Божја. А што е тоа огнено крштевање? Тоа е искушенија, проблеми, напасти, се она што следува кога ние ќе влеземе во овој воден гроб. Овој базен духовно се нарекува воден гроб, кај што ќе се положи кандидатот и за миг ќе биде изваден. Кога човек ќе умре, каде ги носат? На гробишта и ги погребуваме. Така Библијата крштевањето го нарекува воден гроб, каде што духовно, односно символично, стариот начин на живење оди во водата, водата се испушта и што подалеку тоа зло, тие пороци одат од нас. Огненото може да биде пред воденото, а може да биде и после воденото крштевање. Значи тоа се разни искушенија што сатаната умее да ни ги постави, но не треба се плашиме. Бидејќи со крштевањето ние стануваме собственост Божја. Ние тогаш сме 100% на Божја страна. Што да се случи? Нека биде волјата Господова. Зато денеска помеѓу нас е сестра Весна Никова. Таа донесе одлука да го следи Исуса Христа, затоа што Исус тоа го бара од секого од нас. Сестра Весна ќе ја замолиме да стане и само неколку реченици ќе ја прашам, неколку зборови, да го слушнеме низиното сведоштво дека таа сака да се приклучи кон Божјото семејство. Сестра Весна, дали веруваш во Бог Отецот, Синот и Светиот Дух? Благодарам. Дали веруваш дека Библијата е Божјо инспирирано слово и дека само тоа е мерило на верата и животот на христијанинот? Благодарам. Дали ги прифаќаш 10 Божји заповеди како закон кој ги обврзува сите луѓе, вклучувајќи ја и 4-та заповед во смисол на саботат? Благодарам. Дали го чекаш второто Христово доаѓање како блажена надеж на твоето срце? Дали го прифаќаш новозаветното учење за крштевање со целосно потопување во вода и дали тоа е твоја лична одлука? Амин. Благодарам. Еве, браќи и сестри, имаш и други прашања, ние разговаравме на одборот, така да кој е за да сестра Весна денеска ни се приклучи кон нас и кон големото Божје семејство. Благодарам. Повели седни. Сега ние ќе отидеме да се пресвлечеме, да се приготвиме за самиот чин на крштевање. Младите ќе ни послужат со песни, потоа ќе се вратиме
да го обавиме и самиот чин на крштевање. Господе и Боже наш, нашите срца се исполнети со голема радост, зашто и целото небо се радува кога една душа се кае. Со нас е сестра Весна која одлучи да својот живот целосно го предаде во Твои раце. И затоа бараме посебен благослов на неа, на незиното семејство. Да, Господе, со самиот чин на крштевање тие останатите роднини да ја почувствуваат таа радост и тој благослов. Прими ја во Твоите преградки, Господе, сестра Весна, и помогни во новиот живот духовен да чекори со Тебе. Свести сме дека ќе има и проблеми, пречки. Сатаната е тој лукав мајстор кој знае да постави, но Ти си го победил, Исусе, на крстот и затоа тој ги одбројува своите последни мигови часови, сакајќи што поголеми жртви да има на негова страна. Фала Ти што сестра Весна те прифати Тебе и денеска ја предаваме целосно во Твоите раце. За благослов на семејството на сестра Весна и на сите нас кои денеска сме овде, а кои можеби се уште сме на својата животна раскрсница, благословени водине во името Исусово. Амин. Амин.
сестра Весна, на признавање на твојата вера. Те крштавам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Денеска добивме новораѓање на една личност која го следи и ќе го следи Исуса Христа. Верувам дека во нашата средина имаме луѓе, браќа и сестри христијани, кои можеби размислуваат да го следат патот на сестра Весна, односно да го следиме патот на Исуса Христа. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Ако некој помеѓу нас, кој духот го покренува и размислува дека наскоро во иднина ќе го следи овој чекор, ајде да кренеме најпрви ние кои сме го тоа направиле во минатото. Благодарам. А има ли некој кој сака тоа во скорешна иднина да го направи? Благодарам. Нека Бог ве благослови вас и кои вие можеби сте кажале: да, Боже, сакам, но можеби се уште немам храброст да кренам раката своја. Бог ги чита нашите срца. Бог ги знае нашите мисли и затоа нека ве сите Бог благослови. Но ајде, станете вие сите да станеме, да не се приметуваме кои сакаме да сториме завет, но затоа ја ќе се помолам за сите вас кои во своето срце копнеете да го сторите и да го направите тој чекор. Боже драги, ти благодариме за оваа радост кога милиарди ангели сега во овој миг се радуваат што уште една душа е оттргната од канџите на ѓаволот и прешла во рацете на Бога. Но овде имаме наши пријатели, христијани кои се уште не го сториле тој чекор. Дали се помлади или постари, дали се деца кои утре ќе пораснат да го следат Твојот пат, Исусе Христе. Благослови ги и помогни им да одлуката ја донесат веднаш и наскоро и тие да тргнат по Твојот пат. Ти благодариме за услишување на нашата молитва во името Исусово. Амин. Амин. Во Светото писмо, во Новиот Завет, во посланието до Римјаните во 6 глава, 3 и 4 стих го кажува следново. Или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во Неговата смрт, и така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Сестра Весна, чинот кој го стори пред малку ти дава привилегија и право да тргнеш во еден нов живот. Господ нека те благослови, дојде сега овде напред, да ти врачиме нешто што ќе те подсетува на овој ден на крштевање. Напрвени јас ќе ти подарам книга од мене и од мојата сопруга. Ти го честитаме денот на твоето крштевање со многу Божи благослови и ова книга Патот кон Христа. Една прекрасно книже, но книга која ги открива големите вредности и привилегии да го следиме Исуса Христа. Ти честитам и ти посакувам секој добро во твојот нов живот. Амин. Сега, братиле, ќе ти подари библиски текст и ќе те званично прими во редовите на нашата црква. На оваа најскапоценна книга. Значи, тоа е книга која што е непогрешлива, единствената книга во овој свет, кој што, ако човек ја чита и верува во тоа што е тука запишано, може да оди по правиот пат и да биде спасен. Благодаря. Овде е дадено едно посветување и гласи вака. Сестра Весна, нека овој ден биде нов почеток во твоето одење со Исус Христос, нашиот Господ, и секогаш твоите очи да гледаат само кон Него. Бог нека го исполни твоето срце со Неговата божествена љубов. Неговиот совршен мир нека биде над тебе. И со стихот од Псалм 27, стих 4.
Тоа што го кажал и самиот нели псалмист, само за едно го молам Господа. Само тоа го сакам, да останам во домот на Господа преку сите денови на мојот живот. Да ја гледам убавината на Господа и да се поучувам во неговиот свет храм. Те подробуваме ова книга, читаја секој ден, исто така и ова сведоштво, кој што ти го даваме. Има овде еден текст, што е запишан, кој што ми се го избрале, и гласи вака. Од Исаија е и гласи вака: ти си мој слуга, ти си моја слугинка, јас те избрав и нема да те отфрлам. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепнам, јас ќе ти помогнам, јас ќе те поддржам со мојата победоносна песница. Со ова здравесната се примена во редовите на нашата црква. И од денес, значи ти си запишена во книгата на црквата, но верувам и горе во книгата на живот. Амин. Сестра Бети, во име на верниците од колешката црква, Сестра Весна, ти честитаме. Благодарам. Бог нек те води богато во живот.